До крајот на оваа година ќе се знае дали ќе има нова цена на струјата за домаќинствата, изјави и денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски. Кон крајот на овој месец, почетокот на следниот, ќе ги знаеме цените за кои што ги определува Регулаторната комисија за енергетика, тоа е за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, и тука не верувам дека ќе има било какви поместувања, а понатака по завршувањето на тендерот за универзалниот снабдувач, согласно новиот закон за енергетика, Евана Хоум ќе соопшти новата цена за домаќинствата и за малите потрошувачи. Во меѓувреме, компаниите ги доставија своите барања за корекција на цената на пренос на електрична енергија. МЕПСО побара некое минимално зголемување од 0,67% за пренос на електрична енергија. Операторот на пазарот не ни побара зголемување, а електродистрибуција нема наведено во своето барање, имајќи во предвид дека во текот на овој месец ќе има тендер за набавка на загубите на електрична енергија, кои што имаат исклучително големо влијание на цената на електрична енергија. Според вториот човек на МЕПСО, Александар Пауновски, не се очекуваат испади во текот на зимскиот период. Велат дека инвестираат во континуитет и дека граѓаните треба да бидат спокојни. Може ли да кажеме дека не само во сегашноста, туку и во перспектива ги планираме надградбата и инвестирањето во преносната мрежа, се со цел да овозможиме непрекинато снабдување на граѓаните со електрична енергија. За таа цел, инвестирањето во инфраструктурата е исклучително динамична, појасни Пауновски. Еден од нив е 110 киловолтниот далековод Прилеп-Битола. Исто така во тека е продолжување на договорот, значи, за реализација на интерконекцијата помеѓу Македонија и Албанија. И секако во исто време го очекуваме и реакторот за реактивна енергија, кој што би требало да се инсталира во 400 киловолтната трафостаница Дубровот, со кој што би се довеле во нормални граници на понските прилики во нашата држава.